Се пресече лентата на улицата број 2 во центарот на Македонска Каменица, кој ќе го поврзува кејот на Каменишка река со центарот на градот. Реализацијата на овој проект го означува стартот на новиот инвестициски циклус од владата во висина од 1,8 милиони евра за оваа рударска општина. Ова го истакна премиерот Емил Димитриев, кој денеска присуствуваше во Македонска Каменица на свеченостите по повод јубилејот на рудникот Саса. Нови над 1,8 милиони евра за изградба на културниот дом, дневниот центар за деца со посебни потреби, локалниот пат од село Саса до Мечкарска маала, патните правци во Тулица, Цера, Моштица и Саса, како и голем број на улици во централното градско подрачје. Сето ова се дел од новите проекти за подобар живот на граѓаните на Македонска Каменица. Потсети дека проектите што досега се реализирани во овој град во источниот дел на Македонија се пример за тоа како со заеднички сили и напори на владата и градоначалникот можат да се решат проблемите на граѓаните, да се подобрат условите за живот и да се инвестира во поуспешна општина. Улицата во центарот на Македонска Каменица е комплетно направена со тротоари, осветлување и хортикултурно уредување, а вкупната вредност на целиот проект е 10 милиони денари. Со изградбата на оваа улица, но и со оваа крстосница, нашата општина доби еден градски лик, а и после 35 години го отворивме главниот влез на основното училиште Свети Кирил и Методи. Во оваа набавка, покрај оваа улица, влегува и спојот на улицата Илинденска со улица Гоце Делчев, која за краток период ќе биде завршена и пуштена во употреба. Ние како локални функционери, но и со огромна поддршка од владата на Република Македонија, одамна започнавме со револуција, ама нашата револуција е инфраструктурна и економска револуција. Пуштањето во употреба на оваа улица е по повод 10 години од рестартот на рудникот Саса и 50 години од отварањето на рудникот, стопански субјект кој на Каменица и го дава животот.